Продолжуваме понатаму со Слободен печат, емисијата во која што секогаш ве запознаваме и информираме со се што е ново, а овој пат ќе зборуваме со еден човек кој што веќе 5-та година поред прави нешто различно и интересно за децата со попреченост. Денис Јанкуловски, космонаут, кој не верувам дека има некој од вас кој што не го знае, еден од најголемите хуманитарци кај нас, претседател на Сдруженијето Аутизам МК. Денис, добро утро и добре дојде во Слободен печат. Добро утро, благодарам на поканата. Многу ми е драго што ќе зборуваме за сите твои работи кои што ги правиш. Ајде, како што веќе кажав и во најавата, не верувам дека има некој кој што не те познава и од социјални мрежи, и од сето тоа што се случуваше во текот на короната, меѓутоа најмногу по твојот активизам и по она што го правиш за децата со попреченост, како и секогаш ќе почнеме со она зошто ти знаеме дека во семејството пошироко и поблиско немаш некои луѓе околу себе, кои што имаат ваков подиректна врска, подиректна врска, меѓутоа влезе во ова со цела душа и срце, баш како да се твои деца. Знаеш како уште од мал, сега тоа ако ќе кажеме од мал, како звучи веројатно уште од 2-3 години, меѓутоа да речеме од најрана возраст некако имав чувство дека ова е она што треба јас да го правам кога ќе пораснам, нели, што сакам да бидам кога ќе пораснам. Во околина растев кај што учев или во домашното окружување кај што живеев во Кисела Вода. Значи имаше имаше лица со различни попречености. Во тоа време не знаевме. Например, Аце што беше кај 11 октомври кај училиштето, нели гледам јас физички дека едноставно е различен нешто од нас, меѓутоа тогаш немав јас представа за што се работи. После нели како поминува времето дознаеш дека е Даунов синдром, па за едно момче во околината според она што подоцна нели го поврзував со тоа како беше, претпоставувам нели дека се работи за аутизам или аутистичен спектар. Меѓутоа, од секојаш сум сакал да помагам. Значи, помошта веројатно различни форми може да има, независно дали е на работа, дали е волонтерски, дали е на друг начин, меѓутоа токму ова со децава и има и повозрастни тука, да тоа викам со овие личности, е она што мене ми исполнува. Нели цело време се бараш како да можам, што можам да помогнам, не познавам директно луѓе, нели добар ден, јас сум Денис, сакам ова и ова да правам. Веројатно можем некој му чудно да личи сето тоа наедна, што сака сега по овој. Меѓутоа, она иницијална каписла тоа е запознавањето со семејството Кардула, односно со Ерато. Јас учителка си ја викам Ерато. Ете така спонтано, значи јас гледам едно девојче кое што така мене ми е интересно нешто. Таа си е повлечена, самата нешто си функционира, меѓутоа мене ми е тоа интересно. Веројатно, знаеш како, веројатно кога ќе го најдеш баш на моментот кој што треба да биде иницијалната каписла. Како се запознав со нив, од Ерато веќе можам да кажам натаму дека имам, не знам, милион да речам другарчиња, дечиња. Се отворија можности, луѓето, она што беше многу битно, значи кога се запознав прво и со семејството Кардула, нели сепак и тие не ме знаеа, нормално треба да се запознаеш, треба да те прифатат. Значи секој треба да те прифати. Јас се обидував и мислам дека тоа е еден од начините на кои што треба во се да функционираме, тоа е искреноста. Значи, кој ќе ме праша зошто сакаш да го правиш ова како што ти ме праша? Затоа што сакам да помогнам, сакам да дадам свој придонес во подобрување на квалитетот на животот на лицата со атипичен развој, без разлика за што и се работи. Значи, Сдруженијето е Аутизам АМК, меѓутоа како што знаеш и сама си присуствувал, таму има на сите настани, седе кај што правиме, тие се инклузивни настани, значи има лица со и лица без атипичен развој. Секаков атипичен развој. Така да тоа е тоа. Пак ќе кажам, веројатно главниот момент на официјалното започнување и по мојата поголема вклученост е запознавањето со Ерато. Така, и сега си организирал многу такви инклузивни настани, добитник си на општествени признанија, значи го зборувавме тоа и минатото гостување тука, да не се повторуваме многу. Вака,
од денешен аспект, кога ќе погледнеш кога почна да го правиш ова, до денес, имаме ли промена, имаме ли чекор напред? Се крева ли свеста кај луѓето во однос на прифаќање и инклузија на овие личности? Особено децата, секако. Да, прво, еве да речеме во тој поглед ќе тргнам од себе си, односно од она што јас, не сум само јас веќе, значи јас можда како идеја, меѓутоа веќе сме голем тим кој што го правиме, така да веќе сме ние во приказната. Значи, кога беше првиот настан, првата дружба, во паркот на Франкофонија бевме 20 луѓе, 15 луѓе тука негде. Беа десетина деца, со уште 2-3 места кај што беа по неколку, 20 деца да речам. За лани на минатогодишниот настан ние да имаме значи како доказ, ќе објаснам и после за како го знаеме за тоа, дека дошле 800 деца. Значи 800 деца со најмалку еден родител да дошле. Значи веќе не е тоа дека е никој пат не сакаме само фалење нешто, еве јас правам, сме успеале, сме направиле, меѓутоа навистина е показател дека е навистина зголемена свеста по реакциите на родителите. Не само на семејствата кои што живеат со некоја типичност, туку и оние кои што се навистина многу битни, можеби сето она што го правиме да е малку повеќе како да кажам, цел да ние да допреме до токму оние родители кои што не живеат со попреченост, а сакаме да дознаат, да пристапат во овие наши дружби, да дојдат, да се вклучат, едноставно да запознаат. Значи првиот момент е запознавањето. Да. Сега тоа е индивидуално, значи ние како гледаме сето тоа во однос на државно, на општествено ниво. Во однос на, односно споредбено со кога јас сум почнал да официјално да го правам или пред тоа кога ги слушав сите оние потреби, разговори, муабети со родителите, со семејствата кои што живеат со попреченост, не дека нема поместување, меѓутоа тоа се по мене јас така се ги рекувам малку ко спорадични поместувања. Да речеме има едно училиште кое што во една општина излегло во пресрет. Дали е тоа рампа за количка, дали е инклузивна, дали е сензорна соба, дали е на некој начин помага, еве на вистина ја покажува инклузијата, односно прифаќањето и почитувањето на тие лица. Меѓутоа во истата таа општина може во друго училиште да не е. Значи едноставно како да е оставено на добрата волја на еден градоначелник или некој директор или се. Меѓутоа факт е дека на ниво на држава далеку е од треба уште и сега што е најголемиот проблем? Не е проблемот тоа што јас викам јас ќе се борам, сето тоа ќе помагам кој што можам. Проблемот е што всушност родителиве на деца со атипичен развој се одамна веќе разочарани. Тие не во смисла дека не сакаат да се борат, меѓутоа па и од една страна веројатно и сила немаат, затоа што тоа како не, тоа троши енергија, самото време и кое што се посветува на децата и уште да се бориш со општеството, мислам, тоа значи тие семејства сметајте дека се борат со многу ќе наречам непријатели од една страна, видливи, невидливи, не е битно. Значи тие се борат со попреченоста, значи дома во семејството, се борат со финансиите, што е многу навистина голем проблем, затоа што тие финансии се потребни за многу скапи лекови, терапии, третмани, одење во странство, да не навлегуваме, нели тоа е поготово болна тема. Од друга страна, тие се борат со надвор кој излезат од влезната врата, се борат со комшиите, па се борат со средината, со братучедите, роднините, пријателите. Има за жал има семејства каде што и брачните партнери очигледно тешко некогаш прифаќаат некои работи што не осудувам, никој пат за ништо не осудувам, затоа што секој си ја знае маката од една страна. Па потоа таа борба продолжува нели во општеството, институциите и сега ти да се бориш на едно поле, се бориш со еден во ред, ќе се трудиш максимално, ама ти кога треба да се клонираш и да се направиш, не знам, па ни еден супер јунак не може тоа да го направи. И затоа се многу разочарани и таа изјава дека џабе е се што правите, колку и да јас сакам да ја побијам од една страна, успеваме во сето тоа се гледа и ги добиваме
по фалбите, како да кажам, и оние убави зборови, факт е дека и таа ситуацијата. И сега, ете, овој начин е, јас кој што сум го одбрал и на кој што ми помагаат многу другари пријатели, вклучително и сите овие деца и нивните семејства, е тој начин на кој што ние успеваме да ете барем саат, 2 сати, неколку пати во годината да како да кажам, не да ги малку да ги одмориме. Еве, така ќе го речам, малку да ги одмориме, да дојдат кај нас, дали на работилница ќе го остават детето, па да можат 1 сат, 2 сати да прошетат, зашто и тоа е битно. Че тоа не значи дека тие не го сакаат своето дете, меѓутоа кој не сака 5-10 минути или пола сат да излезе да испие едно кафе. Така. Тоа е тоа, мислам дека успеваме, се покажува со тоа, најмногу имаме, значи многу е битно што имаме поддршката од нив, тоа е најбитно. Што ми имаме поддршката, тогаш лесно е. А дека борбата очигледно ќе трае. Ќе трае. Така со се бориме дефинитивно, така да нема зошто и ова да биде исклучено, нели? За жал. Само ако е можност што повеќе луѓе да се вклучат, да се освестат, да бидат свесни за оваа ситуација и веројатно ќе може, кога сме повеќе, полесно ќе биде. Дефинитивно и уште еден момент кој што за жал и овде присутен, како и во секоја друга сфера од општеството, она разединување во смисла за една иста цел, неколку патеки се земаат, наместо да се зближиме, тоа што го спомна, заеднички да настапуваме. Ти имаш овој, карикирам, не е битно, Денис ова го прави, Ана ова го прави, нема што Ана да прави, ма чекај Денис зошто го прави, па тој е со овие, ово е со оние, не знам, такви работи. И за жал и тука да се рефлектира тоа и ама ете, ќе се бориме. Ќе се бориме. Да. Петата школка, иако е раничко, ние ќе најавиме и со време и кога ќе треба, 21 април, недела, повторно секогаш е недела, тогаш сме најрастретени, најмногу време имаме. Кажи ми, Денис, имаме ли некои конкретно детали кои што ти се сигурни, кои што ќе можеш од организациониот дел? Нешто ти фали, не ти фали, до каде е со организација? Во однос на самата школка како настан, значи 99% да речеме исто како ланскиот настан. Едноставно затоа што видовме дека е стварно многу прифатен тој начин на игра, на забава, и особено затоа што после како заврши настанот, верувате, можда не знам да речам 100 пораки само кај мене и сигурно кај едно чудо луѓе или кого ќе не сретнат, кога ќе има пак, кога ќе правиме, нели, ние би сакали еднаш месечно да можеме, меѓутоа за жал, уште не сме пораснати толку, но ќе пораснеме. Значи тоа е замислен како една огромна игротека на отворено, значи цел парк, оној дел околу школка и широко тука го имаме запоседнато од една страна со многу активности. Значи тука имаме игри, имаме едно огромно не лути се човече, имаме домино, плочка, шах имаме, потоа ќе има фудбал. Значи ова кажувам нешто што има сигурно што знаеме, верувам дека ќе има и дополнување. Меѓутоа, засега ете како начална информација, ќе има музичко катче, нели, некој ако сака не како мене да пее, туку малку побаво да испее од сето тоа. Не, навистина, ќе се навратам и на останатото. Музичкото катче е многу интересно, ние мислевме така дека ќе нема да профункционира во смисла не дека нема, него едноставно повеќе ќе има интерес кај не лути се човече, кај домино, меѓутоа испадна дека многу сакаат да си пеат. Едноставно да дојде да си испее, така да многу беше интересно и тој дел. Потоа имаме забно катче каде што ќе учиме за забите, за одржување на хигиената, за правилно одржување, за четката, за не знам, ќе има сигурно уште нешто. Потоа имаме, лани имавме, веројатно и годинава ќе имаме многу и шминкање, ќе има и детско шминкање со нашата драга Анета Кловнета. Ќе има и убави професионални шминки од средно училиште кои што ќе дојдат, фризури ќе прават. Па браво. Не знам, имам многу уште активности. Има едно нешто кое што денеска треба да го договорам, а да речеме 100% договорено, што многу ќе не израдува, верувам сите, но тоа ајде наредно ќе го кажеме. И тоа е делот на околу сцената, на сцената ќе има доста настапи. Значи веќе да речем исполнето е од една страна, не до толку, меѓутоа навистина има многу она што секогаш сакаме во однос на тој музички дел, музички, сценски, рецитаторски, како и да е сценски дел, ќе го наречам целосно, е да има
Значи задолжително да имаме лица со попреченост кои што нешто можат. Се докажа претходни школки дека има доста, за жал не само за жал во Скопје има и ние во Скопје успеваме да ги анимираме, меѓутоа очигледно има во цела Македонија. И ќе има и оваа година и од други градови, и тоа како најава ќе биде. Значи свирење, пеење, театар ќе има, ќе биде многу интересно, музика ќе има. Еве како едно нешто, како да открием, затоа што навистина дечките ми се нешто фантазија. Оддамна на 2-3 пати сум бил кај нив за такво нешто не сум доживел, тоа се рингтонс ќе пеат. Одни се одлични, да. Тие се нешто феноменално, така да. Да, одлично. Да, и тие начелно е, значи се договорено. Права муабет, значи начелно е сето тоа договорено, веројатно сега треба да изведеме некои моменти кои што, ќе зборуваме веројатно кој како може да ни помогне во сето тоа. Така. Така да тоа е тоа. Игротека каде што на почеток децата добиваат едно флаерче, како мапа, каде оди, каде игра, колку и да сака да игра, си добива печатче, со тоа печатче на крај доаѓа на финиш, а на финиш што ќе се случува ќе видиме. Ќе ни кажат тие на финишот. Да. Така да ќе ни изненадат сигурно со нешто. Да, ќе биде интересно, се надевам дека ќе се погоди убав сончев ден. Тој период е така убаво, до сега не сте имале уткаводност? Имавме лани, значи исто беше во април. Април е месец посветен на зголемување свеста на аутизмот. И сега начелно ние затоа го правиме во април настанот. Меѓутоа една година го направивме во септември, лани го направивме во мај, што всушност покажува дека април треба секој месец да биде. Значи не мора да биде баш во април. Така да, што би рекле старите, со ако уедер напред ќе видиме како ќе испадне. Да. Здравје, значи се трпи промена, не е апсолутно ништо страшно кога е во интерес на убав настан за децата да се направи тие да си поминат најубаво. Тоа тие се главните глумци. Главните актери тој ден. За нив е. За нив е апсолутно, да. Сега, откако откривме нешто од деталите, се надевам, односно сум сигурна дека ќе имате уште еден убав настан. Ќе бидеме ние таму со екипата да фатиме делчиња па да објавиме обавезно. Сега, сакам да позборуваме за нешто, бидејќи една година не сме се виделе, има нешто позади што си направил, авантурите на космонаутка. Да, тоа пак е поврзано нешто со тој период на короната, односно јас вештерката, како викам, многу интересно што и тогаш и еве буквално наредно се убави работи ми се случуваат. Ако е поврзано со нешто, нели апсолутно што не беше за памтење. И тоа авантурите на космонаут кој излезе книга во издание на Прозарт медија. Тоа е твоја прва книга, проза? Да. Многу убаво звучи прва, тоа значи дека има и наредни. Да, ќе правиме муавет. Знам, видов некоја сликовница има најава. Да. И тогаш дечките од Прозар, Дејан и Марија едноставно предложија во една месенџер комуникација, ми рекоа ние сакаме да ти издадеме книга. Всушност книгата е нели она што го јас го опишував како дневникот на космонаутко, постови, односно случки. Излезе книгата, јас сум задоволен, односно прво јас сум презадоволен што излезе книга. Значи тоа е мене апсолутно, значи тоа е не се објаснува едноставно. Чувството кога бев на, ако добро памтам, 6 мај на саем на книга и сега обично си од оваа страна каде што шеташ, сега наеднаш сум од другава страна каде што ме прашуваат, каде што купуваат и подпишувам. Викам, очигледно, јас и Бред Пит толку сме на светот. Се смеам, не врска. И задоволни се и тие како оди, има доста заинтересирани, нели тоа мене ми беше и нив, всушност преку нивната идеја, целта ни беше да остане некој пишан документ не за тоа што од оваа страна. Да, од оваа страна, од оваа гледна точка, да. Значи не да се објасни што е короната или каква или ја има или ја нема или дали е лабораторија или сум седнал јас дома сум направил нешто. Или пак што е вирусот, односно што е вакцината, каква е вакцина, значи ништо не е тоа. Едноставно ова е моите случувања, моите пријатни и непријатни случаи, затоа што се имаше во короната и за да биде реално мора да кажеш како што е, нели ако напишеш само убаво дека испадне ова менаци било. Да, шубаво било. Така да еден вид дневник, значи некогаш негде некој детенце ќе опраша можда дедото како што било тоа и момент само па ради книгата, така да
Да, тоа се интересни приказни бидејќи се искуствени, нели, она што ти си го доживувал. Апсолутно. Значи, затворен во тој скафандер, се соочуваш со секакви приказни, го зборувавме тоа. И сигурно е интересно да се прочита Па да, има секакви. Тоа не може да собере се нормално, затоа што ако треба 3 тома да биде напишано. Меѓутоа се го стеснивме изборот на можеби најинтересните, иако има доста уште поинтересни. Поинтересни, има доста интересни ситуации, меѓутоа ете во секој случај се направи едно убаво романче, убаво книжиче и јас сум радосен. Сега, тој е вториот момент, нели, од друга страна, Дејан буквално, значи јас го кажувам отворено затоа што така беше, како што беше си ја кажувам секоја ситуацијата. Ми рече зошто не пробаш да напишеш сликовница? И сега викам мајде сега да не се уфилмам ја, чекај, напише опе, сега ќе почне сликовници, па нешто да не се мисли, нели? Иако во семејството од кај татко ми имам и чичко уметник, сликар, имам чичко писател. Јас имам 13 ноемвриска награда добиено за литературно дело во 8 оделение, така да веројатно има нешто, да. Веројатно се си има зошто е сето тоа, да. И сега сликовницата Здравје Боже за некои 2 месеци веројатно пак ќе биде поврзано со сајмот на книги. Се вика Другарко. Таа не е поврзана ништо со овој космонаутски оддел, значи тоа сум јас во приказната. 90% е она што јас како дете сум го доживувал. Јас сум единец, значи самотијата дома, самотијата некогаш и надвор и сите други работи. И сега малку дигресија што вика, значи можеби тоа е тоа што јас го препознав и кај Рато. Така. Што ме поврза, односно кај сите овие други деца, кога слушаш како е самотија, како не излегуваат надвор, како веројатно тоа беше малку поврзаност. И плюс вметнато аутизмот во таа цела приказна, така да се надам дека ќе биде интересна. Ова е друг тип, значи неспоредлива со авантурите. Можеби тоа е она за кое што е наменето, можеби ќе најде на интерес кај во школи, во градинки, можда сето тоа, да. Значи прво нека излезе, пошто не сакам јас да прејудицирам, ќе биде феноменално, да кажам, и после не, апсолутно тоа. Ќе излезе книгата, ќе ја прочитаат, ќе видат за што се работи, кому ќе му биде интересна, кој сака да едноставно да сето тоа ќе биде придонес во на борбата што ја правам, нели, за прво запознавањето, за прифаќањето, за почитувањето и инклузијата на лицата со типични ради. Така да здравието и тоа. Илустрациите да не си ги правиш и тие сам? Илустрациите не, илустрациите ги правеше Наташа Костовска, илустратор. Значи јас не знам, има феноменални луѓе во држава кои што очигледно треба само да им се обратиш, да ги пронајдеш, дали е за настан, дали е за илустрација, за книги. Значи Дејан и Марија, Прозарт медија, тоа викам јас вас не можам никогаш доволно благодарам да ви кажам за ова што го правите. Наташа едноставно со еден муабет гледаш со кеф дека го прави сето тоа и што е многу интересно, од прва илустрациите ме бендисаа. Што вика една другарка, вика како тебе да те нацртале буквално, така да баш детски, она Зоки Покевски како се вика нешто. Ќе видиме, ќе излезе, па ќе видиме сега. Боже мој, ќе имаме и промоција, ќе биде навремено известено. Промоцијата на авантурите на Космонаутко беше со драгите мои пријатели од Трисомија 21 и Ветерница, пеа многу убаво. Ден сред Юнајтед учествува, јас секој пат сакам да направам нешто нетипично, значи не класична промоција, седнеш, прочиташ и во ред. Така да за ова ќе видиме што ќе биде, можда некој ќе изглуми нешто од. Ќе видиме. Ќе не известиш Да, апсолутно. За се навремено ќе кажам. Да. Уште едно прашање пред крај ме интересира. Од сите овие приказни, мислам, наспроти сега се враќам на твоите лични приказни, не на ова кај што си активен и кај што се вложуваш себе си многу. Кажи ми, ти остануваат пријателствата од тие некои средби кај што си помогнал на луѓето од корона? Ги комуницираш до денеска тие луѓе? Да, многу интересно што прво, нели, огромна беше бројката каде што јас поминав. Огромна е бројката кои што ми се обратиле, меѓутоа се стекна пријателства. Значи многу интересно што ете така, веројатно
не знам како да опишам, во маката се направи таа некоја конекција. Има луѓе со кои што и понатаму си комуницираме, си се гледаме, Да. има и тука, еве, например, колешки твои исто така кои што тотално се немавте видено, она вика таков човек само од социјални мрежи, сега прв пат се видов. Па за тоа зборувам. И планираме, ние долго време планираме со Елисавета да се видиме и ете испадна приликата ман тука да се видиме. Така да јас секогаш мислам не одбегнувам да одговорам. Еве на пример во тек на короната кој ќе ме праша на месенџер или не знам било каде. Значи ако не знам, поарно што е многу ферски по мене, затоа што друго е ти да те праша некој во мака, ти да молчиш, па ќе се чуди, па што беше, како беше вака, можам, не можам. Тоа е тоа. Тоа е еден момент кој што ајде да не го расипам мојабот, само ќе кажам на кратко, значи многу ми е интересно кога се обраќаш некому на мејл, особено на некои фирми, тие не ти ни враќаат мејл. Кажи, не сакаме да учествуваме, не можеме, почитувам се, ама врати. Да, ајде, така. Сепак убав мојабетов да не навлегувам. Така да имам многу пријателства, многу фини луѓе и јас сум навистина многу изненаден колку ете така чисто луѓето, значи не те искористиле во наводници, значи не да не се разбереме погрешно, само за маката кој што едноставно сакаат да комуницираат, да те прашаат како си, едно воденот, едно здраво денес како си. За мене многу значи. Тоа значи дека некој се грижи за тебе, сака да види како си. И она што е најинтересното е што многу ледени коцки добив чоколада. Така да ме знаат, изгледа веќе, така да. Добро. Денис, она што мене ми убаво вака кога разговарам со тебе, впечатокот дека се уште има добри луѓе. Не само ти, него и тие со кои што комуницираш, со кои што си разменувате искуства, си помагате, се уште има добри луѓе и тоа е навистина една мисла водилка за сите оние кои што живеат тука. Да не биде се на разочарување. Има се уште добри луѓе, има луѓе кои што се вложуваат и кои што прават нешто за децата кои со нормален развој и за оние со атипичен развој, така што само да продолжиме натаму. Точно. Како ќе ги пронедеш добрите луѓе? Само искрено ако бидеш. За било која работа. Значи, еве конкретно, само уште минута. Еве конкретно за настанот, на пример, што ти треба од нас? Ми треба тоа и тоа и тоа. Значи не ми треба ништо повеќе од тоа. Значи ако мене ми треба, да речеме карикирам, ми треба 10 блокови А4, 10 блокови барам. Не ми требаат мене 50 само затоа што да ми даде некој. И сега искрениот настап за се е многу битен и мислам дека така и лесно се пронаѓаат луѓето. Се обидуваме, не идуваме негде нелека што некој ќе рече тој го користи. Дали настанот, дали не знам што преку тебе, ако не е битно нека се промовира и нека се рекламира, меѓутоа ако направи, помогне во нешто во интерес на децата, зашто да не? Така да има добри луѓе. Тоа е дефинитивно, така да да почнеме од овде, од слободен печат. Навистина, мислам, огромна чест ми правите со тоа што ме каните, да може да зборуваме, да си кажеме нешто. Така да фала за поддршката и фала за таа општествената одговорност и свест која имате во секој случај, значи тоа многу значи. Ти благодарам многу, ти благодарам што секогаш се одзиваш на нашите повици и дека си присутен и за се што правиш. Посакам уште една успешна школка, уште многу успешни школки и настани, инклузивни и нека бидат среќни децата, јас тоа велам. Да имаме среќни деца. И тронка надеж за да. Ќе си има се, само трпение и ништо не треба брзање, за ние на работа. А се си доаѓа на место. Така да благодарам за поканата. Се гледаме и повторно ќе правиме муабет и се гледаме на школка. Обавезно се гледаме на школка, ќе ги поканиме, се разбира, и нашите гледачи да бидат таму 21 април, ќе се запишете уште од сега, бидејќи навистина е важен настан и убав настан кој што треба да го одбележиме сите заедно. Нашите гледачи им благодарам за вниманието и ги поканувам секако да останат со слободен печат.